Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Ете сме назад во студиото на Радио 2 со третото Многу издание. Многу се радувам што си тука ова утро. Добро. Добро утро. И не само ти што си овде, туку и сите кои што не гледаат и не слушаат, што на Радио 2, што на телевизија. Преубав ден, нов месец. Нов месец, А 1 старите јули. ние? Нов месец, старите ние. Еве ни го целиот. Јас ќе ги замолам колегите од режија само ако може да или вака ајде на ќе ги извадиме малку слушалките на почеток. Први во месецот, цел месец ќе го имаме од ова лето 2026. Така. Кој ден од летото израчунали? 11 ден 11-тиот летото. е денес. Многу ми е интересна онаа забавна математика. 1 јули вели 27-та среда во годината, ни остануваат уште 26 среди до крајот на 2026-та. 182-тиот ден, многу математика кажав, а 183 дена до крајот на годината. Никаде да е на средина на годината би му доаѓа. Па да, веќе леле летна половина 2026 Ако година, додека трепнеш летна оваа 2026. Види, велат дека се што е убаво кратко трае. Дали ни беше многу убаво овие први 6 месеци, не можам да најдам НЗС за тоа. Меѓутоа, од она кое што јас го чувствувам и го гледам и се надзира, веројатно имавме убав почеток на 2026 со мали корекции кои што не мора да се случат, но сепак што е тука. Она што мораше да се случи, веројатно е оваа комбинација која што ја гледате на телевизија, а многу се радувам што ви имаме и вас од другата страна на малите екрани и на радиоприемниците. За многу кратко зборуваме за тоа што значи среда, каква време не очекува денес и какво е на времето, односно каква е состојбата на патишта останувате тука. Добро утро. Според истражувањата за продуктивноста, среда е еден од деновите кога тимовите најчесто одржуваат состаноци, носат важни одлуки, го достигнуваат врвот на работниот ритам и вели пред завршницата на неделата. Убаво е и први моментот кога чекаме исто така и плата, па најверојатно и продуктивноста ни е на сите во државава на повисоко од 1 ниво. до 15. Од 1 до 15. Добро утро и добро ни дојдовте во звук што се гледа на Радио 2. Останете тука. Продолжуваме со звук што се гледа и Метеотрафик ни е првата рубрика која што ја имаме секогаш, посебно за оние кои што во моментот возат и патуваат кон работно место. Така, она што е многу важно е да знаете дека од денес имаме намалување на температурата. Да? Конечно. Наместо оние 35-6 кои што ги имавме и така симпатично ни се провлекува низ прогнозата за следните денови, сега имаме температура од 28, 30, 31, а верувам плюс 1-2 и во топлите градови низ Македонија. За Берово и повисоките места, едноставно верувам дека ова утро може би е време и да понесете јакничка, некоја пролетна, затоа што е доста студено и свежо, но да уживаме во свежината која што ни ја нудат овие температури кои што конечно се намалија, а да ве потсетиме дека можеби е совршено време да се потсетите дека денес, но и утре треба да си понесете чадор каде и да одите. Да, треба да си понесете чадор, ќе имаме дожд, температурите не се разликуваат многу утринските, барем од оние минатата неа гледам, 24 имаме во моментот во Скопје. Да, што 24 на многу посвежа делува. Но многу посвежо делува, да. Малку имаме некоја ветренци, најверојатно дождот вчера, а и најавениот за денеска си го направија своето. Гужва немаме многу низ Скопје утрово, откако нели го имаме летниот распуст, имаме утрински раздвижувања во овој дел од денот, меѓутоа полесно и побрзо се стигнува на работното место, а и градот е полупразен. Некако бидејќи почна сезоната на годишните одмори. Раздвижено е и на државните патишта, само на веб страната на АМСМ да провериме каква е состојбата на граничните премини. Секако ако во моментов не слушате на некој од граничните премини, одите на море, одите некаде на одмор, пишете ни каква е состојбата таму, бидејќи официјалната информација вели дека немаме подолги задржувања за влез и за излез од државата. А никогаш не било полесно да не земате со вас каде и да одите.
пута, сега барем се гледаме, се слушаме и онлайн, а не само на радио и на телевизија. Може да не побарате на социјалните мрежи Facebook, Instagram, радио 2 МРТ и да пробате да дзирнете да не гледате и онлайн, секогаш може да нас слушате на radio2.mk. Така, одиме во живо на социјалните медиуми, а одиме и со музика. Првата музика за ова утро, за добро утро на 35 минути по 7 часот, на врв и на дно. Прекрасната одлично. Ена Одлично. Цветковска, Магдалена. Ја слушаме сега. Добро утро. Некој се радува на се, од ден за ден живе, во себе се изборува за се. Боже, благослови не, некој може има се, но ако сам е тешко е, сам не се живе. Јас се радувам на се, на секој ден со тебе, во себе се изборувам за се. Боже, благослови не, од нас никој не знае. Ни јас колку време имаме, не сакам да имам се, да имам се. Ако видам без тебе, без тебе, мене најважно ми е сега после се, на врви на дно, да бидам со тебе, на врви на дно, да бидам со тебе, да бидам со тебе. Кажи ми каде беше ти, цело ова време каде си, те чекав како мене ти, од некаде да се појавиш, чуда се случуваат, кога не очекуваш. Сакам да имам се, да имам се, ако видам без тебе и без тебе, мене најважно ми е сега после се, на врви на дно, да бидам со тебе, на врви на дно, да бидам со тебе, да бидам со тебе. Радио 2, колку ни е веќе? 7 часот и 38 минути, 24 степени Целзиусови во Скопје во моментов температурата во центарот на градот, но веќе расчистивме, feels like некои 21-22. За разлика од пред некој ден кога беше 38, а се чувствувавме како да беше 138. Конечно разладување, но и време да ве подсетиме, односно да не ве подсетиме, да ве информираме што е што се случувало на денешен ден. Низ историјата. Меѓународен ден на реги музиката било денеска. Браво! Види како ова во позадина се совпаѓа, можеби со боите на реги музиката, да. Светот денес нека биде во ритмот на регето, музиката која што не е само жанр, туку е и начин на живот. Потекнува секако од Јамајка во доцните 60-ти години и брзо станува символ на мирот, слободата и еднаквоста, нели секоја музика и на тоа всушност е. Кога ќе се спомне реге, првата асоциација веројатно е на Боб Марли. Апсолутно. One Love, No Woman, No Cry. Мислам дека ова се песни кои што ги знаат милиони луѓе низ светот. Интересно е што во 2018 година УНЕСКО конечно ја впишува реги музиката на листата на нематеријално културно наследство, признавајќи го нејзиното огромно влијание врз светската култура. Не знам дали знаеш дека Боб Марли, всушност иако сите го знаме, никогаш не освоил Греми награда додека бил жив, но денес е еден од најпродаваните музичари на сите времиња.
Па добро, ете, во светот обично најверојатно тоа ние така во луѓето многу работи вреднуваме откако ќе ги изгубиме. Така е. Освен меѓународниот ден на регија музиката, овој 1 јули е и еве идеја за ручек, за добар ручек, меѓународен ден на пилешките крилца. Има денови кога се слават големи работи, а има и денови како денешниот посветени на овие прекрасни пилешки крилца, од спортски надпревари до дружби со пријатели, што убаво се совпаѓа овој 1 јули со светското првенство во фудбал. Крилцата одамна се едно од најумилените јадења во светот. Измислени биле во 1964 година во Бафало, во американскиот град Бафало, кога собственичка на ресторан решава од неколку преостанати крилца да направи нов специјалитет. А денес имаме стотици вкусови, од лути, чадени до со мет, лук, пармезан, барбекю, бла 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 бла. Не ги кажа, готово веќе почна. Од Сабајле во Да си замислам. 7:40 за крилца е исто еден фан факт имаме тука. Најпознатиот поштенски број за време се извинувам на финалето на американскиот фудбал Супербол. Американците изведуваат повеќе од 1,4 милијарди пилешки крилца за само еден ден. Толку се јаде за само еден ден. Да, Замисли. навистина ги сакаат и навистина ги јадат, особено во Соединетите Американски држави. Гледам дека и кај нас побудуваме се поголема и поголема желба и интерес за нив. А денес е и денот на поштенските броеви, нешто што секојдневно го користиме, а многу ретко реално размислуваме за истото. Поштенските броеви возможуваат писмата и пакетите да ни стигнат побрзо, но и попрецизно до својата дестинација. Во Соединетите Американски држави овие кодови биле воведени во 1963 година, а кратенката ZIP значи Zone Improvement Plan, односно план за подобрување на доставата. Иако денес се повеќе комуницираме преку интернет, поштенските броеви некако остануваат незамалив дел од секојдневието, особено во време кога знаеме да заглавиме онлайн, да шопингуваме. Заглавуваш ли онлайн? Многу ретко и сум горд Добро, на тоа. секогаш не мора да бидам од таа лошата, страшната. Добро ме праша да си кажам, Нено ќе го поздравиме со колегите од работа, вели им дадовме идеја за пилешки крилца за појадок. Па Не баш си ми е сама. драг, баш ми е драг. А на тема среќни вести, гледате краток джингл, да се враќаме, веднаш имаме нешто да ви раскажеме. И време е за денешните срекни вести на Радио 2 во рамките на звук што се гледа. Од многуте срекни вести кои што ги прочитав деновиве, следниве се дефинитивно за прослава. Почнуваме поред. Вест број 1 ни доаѓа од Прилеп. Прилеп доби 126 нови контейнери. Конечно и ѓубрето ќе добие шанса да заврши таму каде што му е место. Единствена молба до граѓаните е отпадот да заврши во контейнерот, а не покрај него. Значи, драги мои прилепчани, ако досега вежбавте фрлање од далечина, време е да преминете на дисциплина погоди ја внатрешноста на контейнерот. Ако ова успее, Прилеп не само што ќе биде почист, туку можеби ќе стане и првиот град во државава каде што контейнерите ќе бидат поуредни од нечи плакар, а ние конечно ќе може да видиме наспроти до сегашното погодување која боја е тротоарот околу нив. Така, втората вест ни доаѓа од главниот град. Добра вест за сите што сакаат да си имат уште некој килограм. На почетокот на летото, се што треба да направите е да се качите во некој автобус. Граѓаните реагираат дека во автобусите не се дише, а кога ќе прашаат зошто нема клима, добиваат едноставен одговор дека се штеди на гориво. И таман ќе помислите дека патувате со автобус и всушност вие сте резервирале на некој вид бесплатна сауна. Од раководството тврдат дека климите редовно работат наспроти поплаките на граѓаните, освен ако има технички дефект, а граѓаните пак велат дека техничкиот дефект традиционално секој лето трае од јуни до септември. Но ајде да гледаме и на позитивната страна. Ако продолжат ваквите температури, наскоро слободно во билетите може да пишува превоз со дополнителна детокс терапија и бесплатно потење. Беа тоа денешните срекни вести во звук што се гледа. Сега време и за нашиот тик-так. Ни донесе една дилема во утре, така? Ни донес. Што тоа? За тоа која е соодветната температура на фриждерот? Да, што на колку степени треба да биде наместен фрижидерот, колку тоа влијае на свежината на храната и секако кој е во право кога ќе почне расправи околу тоа. Ова е тема на која што дискутираме доста овие топли денови, да го видиме, може да кажам истражувањето на колегата. Истражувањето на колегата. Многу истражувам секој утро и не поздравува од Португалија со интересни прилози и досетки. Еве го денешното.
Зорке, кога ќе влезеш у цинцерска куќа кај властите, секогаш постои одреден проблем. Кај мене дома со бразилката проблемот е температурата на фрижидерот. Битката ја биеме години наназад, а разликата е 2 степени според термометарот на фрижидерот, меѓутоа во пари во крајот на месецот тоа излегува некаде околу плюс минус 10 евра. Што се случува? Бразилката е убедена дека за да работите останат свежи, фрижидеров треба да биде на 5 степени Целзиусови, со што јас апсолутно не се согласувам, па редовно морам да влезам внатре и да го вратам на 7 степени. 2 степени разлика во буџетски пари околу 10 евра месечно. Согласни сме за температурата на замрзнувачот минус 18 е сосема доволно, може да одржува свежо од домашно македонско шверцано биено сирење, сувоместнати производи, освежителни пијалоци, свежо овошје и така натаму. Така да, во овие летни временски услови, температура од 7 степени за фрижидерот, мислам дека е сосема окей. Иако некои американски експерти ќе ти кажат дека се што е под 1 степен, се што е над 1 степен и не е толку добра. Сосема во дефокус и на страна од моите подготвени прашања на колку степени ти е фрижидерот и добро утро. Не знам, искрено. Да провериш. Ке чекам да ни јавиш. Ке чекам да ми јавиш. Прво, добро утро. Добро утро. Второ, многу ми е кеф што се гледаме после многу години. И јас те гледам многу често на телевизија, меѓутоа еве да се видиме вака. За тебе, иако спремав посебна најава, мислам дека на луѓето навистина не треба ништо посебно да им кажем, освен да ти го чујат гласот и дека точно знаат за кого станува збор. Ни донеса огромни хитови кои што ги слушаме многу често на Радио 2. И сега следно не знаеш што ме плашиш, мислам, ама позитивно ме плашиш. Веќе готово и спот и песна, направи преработка на една песна, која што ја има испеано татко ми 73-та година, а ја има искомпонирано Драган Геконовски Шпато. Колку брзо ќе очекуваме или немаш уште? Мислам дека за 2-3 дена треба да излезе во етер со спот, со се, многу е. Едва ја чекаме, знаеш дека ја промовираме тука и во Радио 2. Морав настрана од ова кое што го подготвив да ти кажам и на работа, те слушаме редовно на Радио 2 и веќе при првите звуци на песните се знае дека се твои. Правиш нешто кое што навистина си оставил печат, но те препознавам веќе и во соработки со другите колеги. Некаде каде што си подработил и си чепнал. Да. Имаш еден многу препознатлив стил, многу различен стил. Дали имаш чувство дека секоја нова песна откриваш по нешто, некое ново парче за себе или со годините искуството си доаѓа тоа некако? Па да, би требало сите да се трудиме да дадеме нешто наше, за тоа публика да може да го примети. И јас сега со секоја песна се трудам да растам се повеќе и повеќе и да бидам се повеќе, што повеќе искрен во дали е во тоа додека работам музика, дали е тоа додека пеам. Гледам и текстовите да имаат некаква тежина, да има некаква порака, да може некој човек да се пронајде во таа приказна. Да не биде само да се бркаат некои трендови, зашто денеска мислам дека се е во тренд. Да, ама нешто што е навистина квалитетно и го поминува трендот така да, и трае. Треба да се стремиме да бидеме уникатни, да нормално е да црпиме инспирација од другите, али на крајот да оставиме наш печат, бидејќи ние тоа го правиме и кога ќе се свртиме наназад треба да бидеме горди на тоа што сме го направиле, а не тоа да биде нешто пролазно. Па мислам дека треба бидеш горд со оглед на тоа што и така го започнав интервјуто, дека веќе правиш песни по кои што публиката те препозна во првите неколку звуци од песната, уште пред да почнеш да пееш. Читав едно твое интервју каде што велиш дека ако можеш би се вратил во 80-тите. Што тоа таму има, а денешната музика може би изгуби? Па таму и дали уште има, важи тоа? Па таму прва работа нема интернет. Добро. Со тоа луѓето се многу поприсутни и секој си ја знаел својата работа и бил фокусиран на својата работа. А денес со социјалните мрежи сите се дефокусираме и мислам дека заради тоа го губиме тој квалитет кој што си го имаме пак во нас, али само сме дефокусирани. Така да порано се знаело, ако некој е гитарист, тој си знае дека е гитарист и тој цел живот вежба гитара и постанува маестрален, да. Така да
Многу музика има, јас постојано слушам постара музика, бидејќи од таму ја црпам таа хармонија, од таму се инспирирам за да створам нешто денес. Тоа и сакам да те прашам, се гасиш ли, живееш ли како во 80-тите, кога имаш нешто што треба да го извадиш на хартија? Може би ти доаѓа, нели? Пречувствуваш дека има нешто во тебе што треба да го извадиш, знаеш ли да се изгасиш, да те нема? Па знам јас да се фокусирам максимално. Кога работам нешто, го работам секојдневно. Јас не можам да спијам додека не ми е обседнуваш. завршено нешто што ми се допаѓа. Значи, кога ќе ти зазвучи песната, секојдневно ти дење ноќе се трудиш максимално да го извадиш тоа најдоброто од песната, да звучи продукциски и со хармонии, со текстот гледаш На се е внимавано на да, твоите на песни. динамика комплетна за да тоа на крај се склопи и тоа е таа хармонија кога ќе се склопат повеќе работи кои што се добро направени, целината е уште подобра. Те гледам Така како да- зборуваш и сваќам дека си многу влюбен во ова што го правиш. Да, па мора да го сакаме тоа што го работиме. Апсолутно. Поготоа кога работиме со музика, со не знам и луѓе кога цртаат, треба да биде се тоа со љубов пренесено. Не треба да Лично, мислиш на други работи, треба да мислиш на тоа да извадиш само нешто што ќе биде прво тебе ќе ти се допадне, Така. премногу и ќе те радува, после тоа да немаш никакви очекувања дека сега ти си работел, па некој е должен тебе тоа да ти го направи хит. Не, песната сама треба да си го најде својот пат и ти треба да се трудиш само да бидеш што поквалитетен и поквалитетен. Еве, би го издвоил Стиви Вондер, има снимено над 4000 песни. Мене како музичар да ме прашаш, едва и 30 ќе ти издвојам. Така да треба само да си ја работиме работата за И да што не уживаме во тоа што го бива. работиме. Да, и да Многу убаво уживаме, кажа. така е. Ме интересира дали од подамна можеби постои нека песна што си ја напишал, а до сега не си се осмелил да ја објавиш. Можеби си дал простор да созре, нели како вино, па во некое друго време да постојат ли такви песни кои што се чуваат во фиоки? Па да, имам и една песна која што ја имам објавено, па потоа ја имам повлечено, бидејќи сум сватил со тек на време дека Можеби не е време сега. па некако не знам, не ми се вклопувала во целиот мој имидж кој што го градам, а има доста песни кои што се во фиока. Еве, би одвил дека периодов работам со големо темпо и има над 90 демоа кои што се 90% завршени и веќе малце ти е тешко да се одлучиш, бидејќи постојано работам во моето студио, Не те нервираш студиото ми е што во дневно. дзикаат во фиока, а сакаш да ги пуштиш низ светот? Или се уште можеби не има? Па гледам да биде тоа природно, да си оди сам. Секоја песна ти кажува кога треба да излезе. Аха, Сама ти се кажува чувствуваш. едноставно, да. А што е полесно, да напишеш љубовна песна или да станеш во 7 часот наутро? Па мислам дека ни едното ни другото не е тешко, доколку не знам, еве, љубовна песна можеш да напишеш. Добро, но доколку твоите си- текстови не се туку така. Ако добро ги заслушаш и навлезеш, многу лесно може да предизвикаат солзи. Особено некој Точно. кој што можеби нема возвратена љубов или види, секогаш во животот сме имале по некој кој што ни се Да, али допаѓал, тие можеби. текстови ми доаѓале многу природно. Само треба да се фокусираш, баш ќе кажам. Сакаш да пишуваш текст, фокусирај се. Мене многу текстови ми дошле додека одам пешки низ парк. Значи не знаеш каде ќе те пресретне. Да, може да ти инспирира сонце, може дрвја да ти инспирира птица. Само треба да си отворен и фокусиран. Да сакаш да го направиш тоа. Ако сакаш да го направиш Ќе тоа, го направиш. од еден збор може да ти се направи цел текст сам. Не знам како да го објаснам тоа, али тоа сум го почувствувал и би рекол потешко е малку да станеш во 6 сабајле. Ето ти. Доколку Ете го одговорот. вчера имаше полна месечина и малце беше влажно времето. Можеби некоја Што не инспирација направив? ќе Што не добиеш од направив? тоа, може. Трчав на кеј, викам, ајде да се изморам да легнам порано. Па после Види, со ама ладни, еве си, ама еве си, и тоа ми е многу значено, И затоа не можев што... да заспијам до 4,5 саат од се мачев, али
100% е тоа од полната месечина. Нешто сум Нема од што должна друго. и сега ќе се раздолжам, но претходно да поуживаме во твоето музичко парче последно. За жал немаме временски да раскажеме за оваа песна и за спотот кој што ти го имаш сам снимен, но ќе го погледнеме, а ние радиски можеби повторно ќе се дружиме во некое друго издание. Многу ти благодарам за денешното гостување. Благодариме на тебе. Памтам сите мигови, едноставни и посебни, за љубов се што направи. Тешко знам ке избледи, сега продолжувам и ништо не ме запира. Дека е крај, а само што сум започнал. И ајде, беј, беј ми срце, беј, за долги ноќи, сладки спомени, рани непреболени. Беј, беј ми душо, беј, и дај ми макар една воздишка за момент да заборавам. За момент да заборавам. 25 степени Целзиусови имаме температура во моментов во Скопје, вели дека се чувствува како некои 28 степени. Дали ќе се остварат прогнозите на Зорка за поладен ден денеска, ќе видиме. Пред нас е денот. Очекувам дека ќе биде така, освен ако мене ме лаже апликацијата, јас ве лажам вас и така во круг. А не сакам да се лажеме, почнавме многу искрено ова утро. Толку од нас, од ова издание на Звук што се гледа, продолжува Зорка по 8 часот на Радио 2, денес стандардното имаме Диско среда. Диско среда, стандардното издание на Диско среда на Радио 2. Ненат и Маријана продолжуваат на македонската телевизија, а со мене се слушате во ритамот на денот од 10:00 најави. Се што требаше да си најавам, ние се селиме во радио. Ненат, Маријана, толку од нас. Значи, Ви благодарам, колеги. Станала, браво. Да, кај, да. Тури се римува, Зорка прогнозерка. Така, ви благодарам, колеги. Се гледаме со вас сутре. Секако слушателите на Радио 2 може да уживаат во сето она што го нуди Радио 2 за денес. Ќе биде навистина интересно, ете и вие најавивте. А ние можеме да продолжиме со сето она што преостанува од Македонија наутро. Ајде да ги проследиме и вестите во точно 8 часот, па веднаш потоа продолжуваме со содржините. Така е, имаме навистина интересни гости, интересни содржини. До 9:30 не ме пуштаме нигде, освен доколку имате неодложни обврски. Останете на првиот канал на македонската телевизија, се враќаме за кратко после вестите.